Празникот на Пресветата Богомајка, конкретно овој празник на нејзиното раѓање, своје оформување добива дури некаде крајот на 4-ти, почетокот на 5-тиот век, значи откако црквата полека излегува од катакомбите, откако црквата на еден начин веќе е примена во рамките на империјата, дури станува единствена вера на Римската империја, во чест на Богомајката, одпрвен започнуваат да се празнуваат нејзините спомен денови во Иерусалимската црква, а потоа преминуваат и во сите црковни заедници, односно во целата црква во тоа време. Во црквата сретнуваме повеќе празници на Пресвета Богородица. Хронолошки следено, најстар е празникот Собор на Пресвета Богородица, кој се празнува уште од првите денови на христијанството, заедно со празникот Раѓање и Богојавление. Тие во старото време се празнувале во еден ден. Потоа го сретнуваме празникот Раѓање на Пресвета Богородица, кој да не беше тој празник, немаше да имаме представа, немаше ни Христос да дојде на земјата. Значи, тој е најпочетниот празник во православната црква. Потоа ги сретнуваме и Соборот на Пресвета Богородица, а покрај него Успението на Пресвета Богородица, празникот Воведение на Пресвета Богородица и Благовештение. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Сления Богослова рочую, сустую Богородицу, я величае. Господи Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй. Господи Исусе Христе, помилуй. Во канонската традиција, мудроста на Дева Марија, на Пресвета Богородица, е отелотворена токму во нејзината улога да биде онаа која што во себе ќе го смести оној кого што ни небесата не може да го сместат. Тоа е чудно и несфатливо за мнозина, меѓутоа исто така е вистинито заради тоа што Бог, кој што предвечно се раѓа од Отецот, во времето се раѓа преку оваа жена која што човештвото во текот на генерации и генерации, на столетија и столетија, преку своето предание, ве би рекол преку своето генетско предание, ја подготвува и ја раѓа Дева Марија за прекунија да се роди оној кој што го создаде светот. Радувај се на Бога Словото селение, радувај се по света од светињата на светињите, радувај се ковчегу од духот позлатен, радувај се неисцрпна ризница на живот нетленен, радувај се чесен венецу на царевите благочестиви, радувај се похвала од чесна на јереите благоговени, радувај се на црквата столбу непоколеблив, радувај се на царската крепост темело неразрушлив, радувај се со тебе победните знамија се возвисуваат, радувај се со тебе непријателите се уништуваат, радувај се на телото моје исцеление, радувај се на душата моја спасение, радувај се невесто не невесна, радувај се невесто не невесна.
следејќи го празнувањето долги години, следејќи го начинот на кој се празнува овој празник во манастирската црква посветена на раѓањето на Пресвета Богородица во Калиште, можам да забележам дека верниот македонски народ токму на овој празник, следејќи ја историјата, тоест подражавајќи ги праведните Јоаким и Јана, кои својот живот го поминале бездетно, па дури бире и посрамени од општеството, луѓето доаѓаат со една силна вера и надеж во Бога, дека токму на овој ден, во колку го посетат тој храм и во колку се поклонат на чудотворната икона на Пресвета Богородица која се наоѓа во тој манастир, веруваат дека ќе им се случи истото што им се случило и на светите Јоаким и Јана, односно дека во нивниот живот ќе се случи промена, преобразение и тие ќе бидат благословени од Бога со рожба, онака како што биле благословени светите Јоаким и Јана, таткото и мајката на Пресвета Богородица. Доколку сакаме ние да доживееме длабоко духовно раѓање внатре во себе, доколку сакаме ние во нас да се изобрази Христос, да станеме Христови ученици во вистинска смисла на зборот, тогаш по примерот на Јоаким и Јана, по примерот на Богомајката, на Пресветата Богородица, особено поучени од незината чистота и посветеност, имајќи ги овие нешта, и ние треба во себе, во својот духовен живот, во својот внатрешен живот, да ги внесеме овие нешта, за да на еден начин, како Богородица што стана храм во кој се всели оној кој е над небото и на земјата, кој е над просторот и времето, така и ние, преку нашата вера и преку нашата чистота, треба да бидеме подготвени за да нашиот Господ, за да нашиот Спасител Исус Христос започне да се вселува преку Светиот Дух во нашиот живот, во нашата личност и да го започне тој процес на наше охристовување, овистинување и на еден начин подготвување за вечниот живот во Царството на Отецот, Синот и Светиот Дух. Тоа би било поентата, смислата, длабоката смисла и на овој празник. Овој празник кој е почеток на празниците новозаветни. Возбраној војеводје, победителнаја, јако избаваше сјаот злих, благодарственаја, восписуем ти раби твои, Богородице, но јако их мушта ја државу непобедимую, од сјаких нас бе слободи, да зовем ти